Невестите кои стапиле во брак оваа година, во саботата, ден пред чествувањето на празникот Петковден, го посетија православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Дојдоа заедно со своите свекрви и мајки и ги запалија свадбените свеќи. Се служеше вечерна богослужба во сабота, а на празникот во недела божествена литургија. Денеска си додих запалам свеките со мојата свекрва, бидејќи е денот на невестите. Денеска сме дојдени на црква да ги запалиме свеките од свадбата, да се помолиме за здравје, за среќа, за внучиња да ни даде Господ. Овај ден е Света Петка, идат невестите на црква, водат ги кои се младите, да им дава Бог ражба, дечиња, да се живе и здрави, да слушат, да поштуват. Вино и погача за здраве, пресно вино ново од овај годишното вино и си даваме за здраве, за убаво, да се дават за свадби, за крштенки, за убаво. Овај ден е многу бав, специјално за невестите оваа година што са били невести до Петковден. И мислам и ја имам невеста и правиме свадба во Италија со сите и така дојдоме, па да се помолиме за нив, за сите, за здраве, за среќа и така. И дека нема Господ нека да. Иако свештениците истакнаа дека традицијата налага невестите на овој ден да бидат облечени во невестински фустан, сепак годинава немаше ниту една таква, но затоа пак го испочитуваа адетот да дојдат да се помолат за здравје и да ги донесат свеките да догорат. Инако празникот Петковден за многу семејства представува семејна слава, бидејќи култот кон Света Петка кај нашиот народ е многу раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи од многу болести, поради што народот ја нарекува мајка Параскева.